Колега Диме, ви благодарам на репликата. Јас не сум економист по вокација, меѓутоа сум пратеник во собранието и разговарам со луѓе кои што решиле да споделат дека имаат проблем со мене. Еве, например, имам пријател во Струмица кој што има перална за возила и кој што работи со тројца вработени кои што перат возила. Меѓутоа, кога ќе одат таму луѓето да си ги исперат возилата, сака да се напијат и кафе. И затоа направил една мал кафич во кој што луѓето пијат кафе. Со короната беа и тие исто така погодени. Плаќа кирија за да го држи кафичот кој што е до пералната. Пералната, вие самите знаете дека нема големи приходи. Така е. Различни се вработените, бидејќи не можат келнерите и шанкерите и да перат возила, имаш различни вработени. Во исто време, нивната основна дејност не е угостителството, туку е различно нешто. И во исто време имате и независната угостителска комора ги констатира истите забелешки дека на овој помош не му стигнала. Значи, не е регистрирана основна дејност. И тоа не е поентата. Поентата е дека се одбиени и тие кои што аплицирале, а кои што имаат само подружница која се однесува на одредени угостителски активности, кои што работи угостителство. Значи, тие наместо да ја направат една фирма, бидејќи не може да биде истата фирма и за тоа, прават две фирми. Или, например, продаваат автогуми. Или работат со подружница. Значи, работат како подружница. Има дополнителна дејност која што работи како подружница. Во склоп не е иста фирма, меѓутоа е подружница. И затоа, значи пак ќе повторам, јас не сум економист, меѓутоа еве ви примери кои што дошле кај мене, а кои што кога гледам тука дека истите забелешки ги имаат и независната угостителска комора, тогаш ние треба како пратеници или еве да обратиме апел дека треба да им се помогне и на овие луѓе кои што не им е примарна и основна дејност угостителството, меѓутоа имаат нужно потреба, бидејќи плаќале кирија, плаќале вработени, седеле дома, немаат дополнително никакви приходи во изминатиот период. Доколку законот дозволува да имаат тие што имаат само угостителство да добијат помош, зошто да не добијат и овие фирми? Значи, истите забелешки, ќе повторам, се забелешките и апелите кои што ги бара и независната угостителска комора. Овој амандман е поднесен со добра цел, да се помогне на овие граѓани. Нашата цел не е да се напаѓаме, да им помогнеме на сите оние кои што не се нашле на оваа листа. И немојте веднаш да сваќате дека еве опозицијата сака да собира политички поени. Не е тоа поентата. Поентата е да им се помогне на сите подеднакво. Затоа што ние денот, наместо да го изгубиме овде за ова, можеме еве да си пуштаме снимки, например, како зборел министерот, како што почнавме од почетокот на денот. Значи, доколку сакаме да помогнеме, а гледам вие сте расположен да го прифатите амандманот и навистина ќе ми е драго ако го сторите тоа, бидејќи бевте навистина заинтересиран да се информирате за што всушност се работи во овој амандман, се надевам дека ви објаснив, меѓутоа доколку не разбравте, еве ви стојам на располагање да ви објасниме и со колегите кои што заедно го подготвивме амандманот, да видите дека е навистина потребно да изгласаме еден ваков амандман и да и кажеме на владата, за жал заменикот министер не е тука, дека можеме и заедно да работиме кога станува збор за интересот на граѓаните. Ви благодарам.